Успешно издадена новата 10-та поред еврообврзница во две транши од по 500 милиони евра или вкупно 1 милиарда евра. Првата е со помала рочност од 4 години и каматна стапка од 3,875%, а другата е издадена на 8 години со каматна стапка од 4,75%, што според надлежните се најниски каматни стапки согласно пазарните услови. Министерката за финансии е задоволна од огромниот интерес на инвеститорите, чија побарувачка во еден момент достигнала и 4 милиарди евра, што според неа е доказ за довербата во македонската економија. Димитрија Скакочовска вели дека македонската еврообврзница ја купиле познати инвестициски банки од Соединетите Американски држави, Британија и Германија, кои веќе вложувале во македонски харти од вредност, но и нови вложувачи како пензиски фондови. Таа смета дека е успех постигнатата рочност од 8 години, за разлика од претходните издавања на краток рок, кои го зголемиле притисокот за враќање огромни долгови за само неколку години. Особено значајно е што успеавме да пласираме 8-годишна обврзница, доспевање кое последен пат беше постигнато пред повеќе од 20 години. Ова представува силен сигнал за довербата на меѓународните инвеститори во економските политики, реформската агенда и стабилноста на земјата. Купната понуда достигна повеќе од 4 милиарди евра. Ова представува јасен и мерлив доказ за силната доверба во нашата фискална стратегија и макроекономска стабилност. Со оваа еврообврзница планирано е да се изврши исплата на еврообврзницата од 2020 година во износ од 700 милиони евра и се обезбедуваат средства за покривање на буџетскиот дефицит, кој што е насочен кон реализација на развојни проекти. Министерката е задоволна од постигнатите каматни стапки, вели дека тие се меѓу најповолните во регионот, а другите држави се задолжувале многу поскапо. Ова се историски најниски маргини кои што Министерството за финансии успеа да ги постигне. Да не се лажеме, беше многу тешко. Имајте во предвид дека во годините кои што ги споредуваме, ние имавме јавен долг многу понизок од тој што го имаме денес. Не по вина на оваа влада, но тука инвеститорите не ги интересира по чија вина е. Тие ги гледаат процентите на јавен долг. Ние во услови кога имаме највисок износ на јавен долг, процент на јавен долг од бруто домашен производ, извојувавме и добивме најдобри резултати. Издавањето на еврообврзницата е планирано во годинешниот буџет. Во текот на 2026 Министерството за финансии треба да врати надворешен долг од околу 890 милиони евра. Внимателното и домакинско задолжување е направено бидејќи Министерството за финансии треба во следните 5 години да враќа долгови во вкупна вредност од 8,8 милиарди евра направени од претходната влада.